Во присред на православниот христијански празник Свети Тројца, годинава во Скопје се организира 5-тиот меѓународен фолклорен фестивал, кој што го носи името токму на овој празник, а тоа е и причината поради која што имаме денеска двајца, односно тројца прекрасни гости во студио, двајца играорци, Драгана и Филип, а исто така и организаторот и раководителот, односно организаторот на фестивалот Бобан Блажевски. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, најдовме. Така, во однос на овој фестивал можеме да кажеме дека ова е 5-та година поред како се одржува. Ќе трае, односно официјално започнува денеска, каде што се пристигнати гостите од странство, а ќе трае до недела. Па ајде еве повеќе да слушнеме во однос на програмата и слично. Па, најпрво благодарам на поканата што сме денеска во вашата студија, имаме можност да го најавиме 5-тиот поред меѓународен фолклорен фестивал. Во врска со програмата, значи денеска точно така се распоредуваат веќе гостите кои што пристигнаа најпрво од Полска и од Словачка, во меѓувреме ги очекуваме и од Бугарија, Црна Гора и од Србија да пристигнат. Концертот започнува утре отварањето, официјалното отварање во петок во 19 часот, на кој му претходи дефиле низ улиците на Долно Лисиче од 18 часот. Свеченото отварање ќе биде на фестивалската бина која што е направена стрикно за намените на фестивалот во населеното место Долно Лисиче. Ќе трае околу до 22 часа негде од прилика, утрешниот ден на 14.6. Потоа програмата продолжува во сабота на школката во градскиот парк во Скопје од 10:30 планневен концерт каде што ќе се представат само странските групи. А иначе фестивалот го отвара културно-уметничко друштво Гоце Марковски со сите негови групи. А во недела на затварањето исто на фестивалската бина во Долно Лисиче го затвараме фестивалот од 19 часот. Кога веќе ве споминавте дека денеска по полега пристигнуваат гостите од странство, претпоставам дека станува збор за гости од соседните земји, но дали еве можеби пошироко од Европа исто така? Така, за почетокот кога почнавме со првиот и вториот меѓународен фестивал, почнавме со нашите соседи. Меѓутоа за денес да стигнеме со групи од Словачка, групи од Полска, Црна Гора минатата година ни беа од Украина, предминатата Молдавија, Романија, така да ги шириме пријателствата, бидејќи истите тие групи кои што се представуваат на нашиот меѓународен фолклорен фестивал не канат потоа да бидеме ние да бидеме нивни гости на нивните фестивали и така се шири кругот на пријателства. Нашите игрорци, ученици се стекнуваат со нови пријатели, нови познанства, остануваат потоа во контакт со нив и тоа ни е целта. Секоја година имаме различни гости, па може и од други континенти. Еве на плакатот е ставено и знамето од Гана. Беше планирано оваа година да имаме и афричка група, меѓутоа Тоа било наистина интересно да се види. Да, требаше оваа година, меѓутоа од административни причини не се во можност оваа година да дојдат. Најавуваме за наредна година дека ќе имаме и поинтересни групи, поатрактивни, така да ќе имаме поголема посетеност на фестивалот. Така, одлично, супер. Сега јас би сакала да ги прашам еве нашите двајца прекрасни играорци кои што се облечени во овие прекрасни носи. Кажете ми, вие ќе учествувате исто така на фестивалот? Ќе бидете во овие носи? Да. Ќе ми кажете ли нешто повеќе еве за носиите? Од кој крај на Македонија потекнуваат и слично? Носиите потекнуваат од Малешевскиот крај на Македонија. Така? Да. Исто? Исто потекнуваат од Малешевскиот, исто како за женските, така и за мажките. Жешко ли вие вака еве на овие топли температури или сепак држат изолација овие носи? Па жешко е, да, но вие сте навикнати и истрени сте, така. Кажете ми еве, од каде ви се роди на вас идејата да бидете играорци? Па мојата мајка претходно одделена играорна, сигурно за тоа. Беше на твоја иницијатива или повеќето мама на некој начин имаше удел во ова? Па и мама, но и јас сакав да бидам дел од уметничко друштво. Филип? А јас па кога беше првиот настан во црквата Света Тројца во Долно Лисиче и јас кога ги видов така како играат, како ги сплетуваат ората, имав дојден на љубов, исто и мајка ми одела порано на игрорна, па ете, дојде време и јас да се запишам и да бидам дел од оваа група. Супер, кажете ми еве неделно колку пати вежбате? 2 пати неделно преку викенд. Тоа е навистина напорно или вие сте истренирани? Истренирани сме, навикнати. Во странство досега каде сте настапували?
Јас имам модено во Србија, Бугарија, Босна, Црна Гора и сега следува турнејата во Италија на 19 јуни. Јас бев во Србија, бев во Бугарија, бев во Полска, во Црна Гора и следува Италија. Супер, сега се надам дека во текот на наредните години ќе имате уште многу посети во други земји надвор од Македонија. Веќе кога сме еве негувањето на традицијата, фолклорот, јас би сакала да ве прашам, Блажевски, во однос на тоа колку еве тешко во денешно време младите да се доближат до традицијата, да го негуваат фолклорот, со однос на фактот дека еве денеска живееме во едни поинакви времења од тоа каде што живееле нашите баби и дедовци, се врти околу технологијата, телефоните, интернетот. Така, значи имаме потешкоти околу интересот на младите за изучување на фолклорот, токму поради напредокот на технологијата, напредокот на интернетот. Јас ќе кажам, десоциализирање на децата, не се на социјалните мрежи, меѓутоа не се во контакт едни со други. Меѓутоа, во нашето населено место, со оваа бројка што ја имаме ние, јас сум задоволен како младите изразуваат желба и го изучуваат фолклорот, бидејќи моментално броиме 170 членови, за толку малечко место е презадоволителна бројка. Еве изминатата година во септември имавме последен упис на членови каде што се јавија 50 дечиња. Тоа се дечиња од 5, 6, 7 годинки, првачиња, предшколска возраст, кои што се запишуваат и сакаат да бидат дел од нашето културно-уметничко друштво и фолклорот, да го изучуваат фолклорот. Во однос на тоа, еве, на кој начин вие подетално се трудите да привлечете нови членови? Па вака, половина од нашето работење, половина година е надворно, отворено, најавно, на токму нова фестивалска бина, таму си ги одржуваме пробите. Па така секој што, не само нашите жители, туку и секој што ќе помине, што ќе види, што ќе застане или преку текот на летото прошетка, ги следат нашите проби, нашиот начин на работа, кои кореографи ги изучуваме, а на нашите настапи, на фестивалите и на концертите, годишните концерти на нашиот ансамбл, имаат можност да видат со какви носи располагаме, дека децата не играат цело време една кореографија или една носија, затоа што се изучуваат фолклорни игри од сите предели на етнолошки предели на Македонија, како што се источните носи моментално представени преку Малешевка на нашите учесници, така имаме и од Егејска Македонија, Повардарија, Скопскиот регион, Западна Македонија, Пиринска Македонија. И тоа им е интересно да децата што секоја година ни се случува некоја нова случка во фолклорот, дали ќе биде нова кореографија, дали ќе биде ново патување, дали ќе примат нови дечиња, бидејќи секоја година сместувањето на дечињата е кај нашите членови. Па така они се стремат кон ширење нови пријателства, запознавање на нови игрорци, дечиња од странство. Така да тоа им е неколку мотивации што они членуваат кај нас. Јас би сакала повторно вас да ве прашам, Драгана и Филип, во однос на тоа да споделите некое интересно искуство, дали во Македонија, дали во странство, каде него сте си поминале, или некоја интересна случка, бидејќи претпоставувам дека освен тоа што нели ги вежбат и работите на овие кореографии, секогаш има и забавни моменти. Освен и тие напорните кога има проби и слично, секогаш има и забавни и други весели моменти. Па, има, например, кога бевме во Бугарија, го славевме роден денот на нашите тренери, на нашите наставници. Тоа беше за нас најинтересна случка и најубаво нешто. Драгана? Исто и за мене. Друго нешто имате да дополните? Еве, која земја ви оставила најголем впечаток? Каде најмногу ви се допаднало кога сте шетали? Па мене искрено во Србија највише ми се допадна. Мене до сега во Босна. Да, зошто? Србија и Босна. Па бидејќи Србија и тетка ми живее во Србија и интересно ми е српската носија и српските кореографии така. Мене повеќе ме привлекува босанската носија, чаршијата. Така. Има ли, се претпоставам, има сличности во однос на нивните фолклорни, како да кажам, традиции, елементи со македонските, или што ви имате забележано во однос на да направиме една споредба каде што сте биле во другите земји со Македонија? Што
Што е слично, а што е различно? Па сличното е што истата професија имаме и се занимаваме со играње, со ора и такви работи. Различното е што они имаат различен вид на играње, на изведба. Пред публика ние имаме исто различно. Така. Вака, јас исто така би се навратила во однос на тоа, споменавте дека се трудите да го привлечете интересот кај младите, да еве се повеќе да ја негуваат традицијата и фолклорот. Меѓутоа, кои се другите предизвици и нови проблеми со кои што еве се соочувате? Па би рекол, некако нашава држава која ќе споредам со соседството, каде што, еве, пример ќе дадам Србија, во фолклорот членуваат игрорци и до 30 и до 40 годишна возраст и таа професионално занимавање. Кај нас некако ја немаме толку голема таа поддршка, не е толку препознатливо да си игрорец и да не знам дали не е доволно медиумски покриено, дали не е доволно од самите општини, од самата држава, од Министерството за култура доволно поддржано. Туку и тоа сакам да прашам колку еве државата се интересира во однос на поддржување на вакви манифестации и негување на фолклорот и традицијата? Јас морам да им се заблагодарам на општина Аеродром и град Скопје што го поддржуваат 5 години веќе овој наш проект. Меѓутоа можам да кажам дека е еден од двата или трите најголеми проекти на ниво на општина Аеродром, освен коњаницата за Илинденските денови и уште еден меѓународен фолклорен фестивал. Во Скопје можат да се набраат на две раце колку се наброи вакви сериозни фолклорни фестивали и манифестации. Мислам дека треба малку повеќе да се обрне внимание, да се даде акцент на зачувување на македонската традиција, обичаите, фолклорот, изучувањето на ората, да имаме малку поголема поддршка. Но и покрај се ние се трудиме, резултатите се неизбежни, видливи на секој наш концерт, на секој наш фестивал. Правиме по една премиера секоја година на нова кореографија со нова носија. Публиката веќе го засакаа сето тоа, навикната и можеме да кажеме дека секој фестивал на Света Тројца во Долно Лисиче има се повеќе и повеќе публика. Знаат бидејќи утрешниот ден е неработен, духов ден, прв ден на отварање на фестивалот, сите се слободни, попладнето го резервираат денот за да дојдат кај нас и не само нашите жители, туку и доаѓаат многу од целиот град. Така, јас ви благодарам еве на денешното гостување. Пополего тука мора да се одјавиме со оглед на фактот дека ите времето не гази. Се надевам дека оваа година ќе биде успешен фестивалот, нисто така ви посакувам и многу успех и во текот на наредните години. Но ние накратко пред да се одјавиме да погледнеме едно кратко видео во однос на тоа како изгледаше овој меѓународен фолклорен фестивал изминатите години. Потоа правиме кратка пауза и се враќаме повторно со колегата Дејан Андоновиќ да ги анализираме вестите од регионот и од светот.